И како што ветивме, почитувани гледачи, се наоѓаме на тениското игралиште во Делчево со цел да ја продолжиме акцијата која најавивме за чистење на тениските терени овде, просторот поточно пред тениските терени, кој што знае да биде мета на несовесни лица кои доаѓаат овде, случајно или намерно, и ете, и ако нема многу отпадоци овој пат, бидејќи на 2 пати беше чистено, сега ќе се обидеме да продолжиме да го отстраниме она што овде, она на кое овде не му е местото. Сега ќе продолжим и кон задниот дел. Тука може да има, да се најде нешто што не треба да се најде. Иако ќе повториме дека нема многу сега за разлика од претходниот пат. Еве овој дел речи си да нема, освен некој тапи шишиња со вода. Не разбираме желбата за забава на младите некои штилка доаѓа да се паркираат покај другото, се кршат еве шишиња, ако нема многу, а знаете, тоа може да ги повреди они кои тренираат тука, кои играат тенис кога времето ќе дозволи. Не дај Боже. Сега ќе провериме од задната страна каква е состојбата. Некој игралиштето чека тенисери за да играат, ќе треба да ја заметеме водата. И тука има по нешто.
Инаку денови и општината најави дека се справува со отпадот, тоа е добро. Тоа е и обврска на самите вработени редовна, што и треба да се заврши во рамки на редовното работење, но е за поздравување секако. Добар гест е тоа што се награди еден од работниците, Горан, кој добро би рекли си ја врши работата, секаде е присутен и на некој начин тој истиот е инспирација за неколку други луѓе кои добро си ја вршат работата. И мислам дека тоа е тоа. Ова може ветрот да го разнело од некоја прошетка кога имале децата и не намерно да е некој нешто фрлено, но генерално еве сега мислам дека денес добра работа се заврши. Дванаесет минути, толку ни требаше. Сега може малку да поиграме тенис, да потренираме. Ако дојде некој проbatивник, нека повели. Еви оваа вреќа ќе ја ставиме во ова. Во новата. И ќе најдеме начин да ја префрлиме до некој континер близо како има. По завршувањето на нискиот дуел доколку има. Ќе повториме како и тогаш дека не е целта да се фолираме. Фолирање, знаете, се прави нешто за пред камера, потоа нема ништо од тоа, туку да предизвикаме некој друг да со некоја слична акција да помогне, еве уште нешто. Да си го направиме градот почист и побав. И секако да не забораваме, тука покрај стадионот има нешто исто така за сопирање. Цигари. Мајонез. Ова се ќе го претвориме во друга кеса и ќе го испудиме кај нас дома да го прибере ѓубрето, камионот со ѓубре кој може би утро минуваше на нас првата, меѓутоа ќе ја чекаме може би следната прилика. Сладолед. Книга некоја. Може се влегува на сладолед, сака да седи тука. На книжката од сладолед. Еве, уште некои шишиња. Ајде си ќе повторно. Да мора два пати да собираме. Уште едно. Цигари. Лименка. Копсто.
Уште едно. Чека. Уште една стара заборавена. Тикет или фискална. И последното. Йогурт. Ще оставим ова во друга кеса. Во близина на возилото. Бидејќи ова ќе се распадне. Таа не е многу јака, меѓутоа е цела. Поберем ова тука. А и тоа старото предходно дали беше исто. Мислам дека го ставиш внатре, да. И тоа е тоа. За него разно починето овде ќе го ставиме внатре и ќе го ставиме пред нашиот двор. Малку ќе поработиме на самиот терен. Сето ова бргу ќе се исуши и е многу помал проблем во однос на еден дел од теренот за кој имаме поднесено барање да се среди се со цел барем од напред да имаме по добри услови за игра. Сега може малку да посервираме и да причекаме ако некој дојде, ако не ќе играме следен пат. Сепак пристигна играч со кој ќе ги одменеме силите. Здесь 15. Здесь 30.
30. Смена едно. Не. Było 15. Hop. Hva? Nie odmójcie, ale... Ne, ne. Ne. Есть. Yo не мога да. Esa, sale pro. Sì. Yo, malo bit. Slowly. Nice move. Dobra. Na 15.
Това е ресмен. Hey. Петнайсет. Full service. Out. Тридцать. Тридцать. Втор сервис. Четыре 15. Цыпни туда. Добре. Зим. Пас. Тридцать. Есть. Аут. 415.
Браво. Браво. И како што кажавме, после одигајштето, ѓубрето ќе го оставиме овде пред нашиот дом, заедно со останатото ѓубре, и за да го земат